Добро вечер, драги пријатели. Добре дојдовте овде на оваа средба, каде што треба да се сретнеме очи во очи, за да си кажеме она што не очекува во наредниот период. Ние денес правиме еден пресек. Што беше, што е и што треба да се направи за Кочани. Вечерва се гледаме очи во очи со вас, со сите вас кои што ни ја дадовте довербата пред 4 години. Вие сте тие што преку своето демократско право не овластивте да се грижиме за развојот на Кочани. За тоа овластување деновиве ви го испорачавме отчетот за сработеното во изминатиот период. Многу накратко би спомнал нешто од него. Најпрвин, условите за вработување на нашите сограѓани, новите погони на Антура, Амфенол, Руен Инокс автомобиле, Хипотерм, Гирловс, Пейпермил, Нидо Гете, Левидија Агро и другите помали прифатија околу 2500 наши сограѓани и тие наши сограѓани си го најдоа своето парче леп овде во општината Кочани. Со тоа, почитувани пријатели, бројот на невработените, кои што го затекнавме од 12.000, падна на бројка под 4.000 наши сограѓани да бидат невработени, од кои половината се активни баратели на работа. Би ги спомнал и проектите од комуналната инфраструктура. Кочани е еден од ретките градови кои што го реши во поголемиот дел од градот проблемот со атмосферските води. Уличното осветлување во Кочани е пример како може да се зголеми осветленоста на градот за преку 50%, а да се намала и околу 300 темни точки во градот, а потрошувачката на енергија да се намали за цели 75%. Приодите кон Кочани, Бели, Оризари, Лешки, Јастребник се веќе завршени. Реконструирани се улици во градот, 9. мај, Доктор Николич, Димитар Влахов, а сега во моментот се работи на улицата 14 бригада. Со кредит од Свенска банка, Кочани ги реконструира, ги асфалтира улиците Орци Николов, Февруарски поход, Ѓорче Петров, Пиринска, 13 македонска бригада, Димитрije Лазаров, македонска, Разловечко востание, 15 македонски корпус и Прокарка и дополнително собствени средства Крум Вранински, Мишо Арсов, Стамен Манов и така натаму многу улици во општината. Во Оризари се улиците Маршал Тито, Асном, исто така Крум Вранински, Гоце Делчев, бисерот, односно гордењето на Оризари. Во секое од нашите низински села имаме по 2 до 3 улици. Изградени се подпорни зидови на 35 локации со должина од преку 1200 метри. А Кочани е карактеристично со бетонските тротоари, кои што ги изградивме заедно со вас граѓаните од над 13 километри. Изградени се 5 моста во планинскиот дел на онаму каде што никој пат немаше пред тоа можност да се поминат реките. Пониква, нашиот бисер, нашата убавица е обогатена со постројки за вештачки снег, осветлени патеки за скијање, асфалт до манастирот Свети Васили и 2 улици во должина од 1900 метри. За после 20 години градот Кочани го доби новиот генерален урбанистички план, а во тек се е изработка на урбанистички планови за сите рамничарски села. Изградени се 2 спортски сали, 7 повеќе наменски игралишта. Секоја година општината доделува околу 30 на стипендии на нашите сограѓани кои што студираат на нашите факултети. Реконструирани се училиштето во Горни Подлог и средното училиште Љупчо Сантов Оризари. Заменети се прозори и изградена нова градинка во Оризари. Тука ние, почитувани сограѓани, не застануваме.
Тоа е она што досега го рековме, меѓутоа треба да се осврнеме на она што го имаме во наредниот период, кој што ќе го презентираме во овие денови. Тоа е програмата за периодот 2017-2021 година. Во оваа програма ги најавуваме најглавните, најголемите проекти, од кои проекти ќе имаме и развој на општината, а ќе имаме и нови вработувања и ќе имаме раздвижување на целокупната економија. Пред се би ја спомнал пречистителната станица за отпадни води, заедно со сите колектори во градот Кочани. Продолжување на изградбата на браната Речани, иако некои од нашите политички противници пробаат на секој начин да го тоа закочат. Меѓутоа, процесот е почнат, браната се гради. Експресниот пат Штип-Кочани ќе го доближи Скопје на помалку од 90 километри, што значи дека за 40 на минути ќе се стасува од Кочани до Скопје. Понатаму, користењето на топлите води преку јавното приватно партнерство, проектот за гасификација, односно доведување на кракот на гасоводот од Штип преку Кочани до Виница, изградба на технолошко-индустријски парк за нови компании, пред се наменети за нашите најмлади сограѓани кои што имаат визија, кои што сакаат да формираат нови компании. Проширување на водоводната мрежа и мощне битно за сообраќајот во Кочани е изградба на кружен ток на мостот во централното градско подрачје. Изградба на катна гаража и понатаму мостови во планинскиот регион и најбитното, можеби најважното за сите во Кочани, она што не мачеше со години. Асфалтирање и бетонирање на сите улици и патишта во Кочани, Оризари, Прибачево, Грдовци, Мојанци, Долни Горни Подлог, Тркање, Бели и Нивичани. Тоа е она што го бараат граѓаните, тоа ние ќе го направиме. Почитувани пријатели, за да сето тоа се оствари, треба да имаме поддршка од вас, членовите на ВМРО ДПМН заедно со Коалицијата за подобра Македонија, симпатизерите, неопределените и сите оние кои што го сакаат Кочани и Република Македонија, за на денот на изборите излезаат и гласаат за градоначалник и гласаат за совет на општината Кочани. 15 октомври е ден кога се гласа за Кочани, ден кога се гласа за Македонија. Сведоци сме на распродажбата на вредностите кои што ги имаме како суверена држава. Сведоци сме секојдневно што се ни приредуваат како изненадување оние кои што не беа победници на парламентарните избори во декември месец, туку беа второ рангирани, но сепак помогнати од други страни направија влада која што ни ја готви сега она работа која што народот не ја сака. На 15 октомври треба да се произнесеме за мигрантите онака како што се произнесе Советот на општината Кочани. Треба да се праша народот дали во Кочани требаат мигранти или не требаат мигранти, со изјаснување на референдум со гласање, а не со одлучување на друго место. Со заокружувањето на редниот број 13, ние ја праќаме пораката за направената неправда кон волјата на граѓаните на 11 декември. Денот кога ВМРО ДПМН освои највеќе гласови и пратенички места, но не ни дозволија да формираме влада. Сега, со масовно излегување и гласање, со редниот број 13 за Кочани, за Република Македонија, ние праќаме јасна порака до сите дека се неопходни и нови парламентарни избори на кои народот ќе изрази својата волја онака како што мисли. Уште еднаш праќаме порака, каков треба да биде односот кон мигрантите. На тој начин ќе го овозможиме почетокот на новата ера за Кочани, почетокот на новата ера за Македонија, почетокот на иднината за нашите млади генерации. Ви посакувам многу здравје, ви посакувам да имаме
успешни резултати на изборите и ви посакувам и да живее Кочани, да живее Република Македонија, да живее ВМРО, ДПМН и коалицијата за подобра Македонија.